почитуван главен оперативен директор на ТАФ Аеродроми господин Куршат Кочак, почитуван извършен директор на ТАФ Македония господин Метин Батак, почитувани градоначалнички, градоначалници, представници на медиумите, дами и господа. Ви благодарам на сите, што сте денеска тука за да споделите заедничката радост и да отбележиме почеток на реализација на уште 36 инфраструктурни проекти во 34 општини во целата земја, кои ќе се спроведуваат во рамките на ТАФ програмата. Dear First Deputy Prime Minister, Minister for Political System and Inter-Community Relations, Mr. Artem Gruby, dear Minister of Transport and Communications, Mr. Blagoy Bočvarski, esteemed Chief Operating Officer of TAV Airports, Mr. Kuršat Kocak, esteemed Executive Director of TAV Macedonia, Mr. Metin Batak, dear mayors, representatives for the media, ladies and gentlemen. Thank you all for being here today to share the common satisfaction and mark the beginning of a realization of yet another 36 infrastructure projects in 4 municipalities across the country, which will be implemented within the TAF program. Денеска, тука од Скопје, сакам да им порачам на сите граѓани во било кое населено место во нашата земја, дека владата на Република Северна Македонија мисли на сите вас. Размислуваме за рамномерен регионален развој, како да ги подобриме условите за живот и како да го подигнеме животниот стандард на секој еден граѓанин. Реализацијата на ТАФ програмата во кој се предвидени 94 проекти во целата земја во вредност од 49,7 милиони евра, проекти кои се за реални потреби на граѓаните, го покажуваат токму тоа. Today, from here in Skopje, I want to say the following to all the citizens in all the populated areas in the country. We are thinking of you. We are thinking of ensuring balanced regional development and ways in which to improve the living conditions and raise the living standard of every citizen. The implementation of the TAF program, which includes 94 projects throughout the country, worth 49.7 million euros in total, and targeting the real needs of the citizens, shows exactly that. През само 2 недели ги доделивме првите 23 договори за реализација на инфраструктурни проекти во вредност од 610 милиони денари или 9,9 милиони евра, а денеска ќе бидат доделени дополнителни 36 договори за чија реализација се издвоени 1 милиарда и 76 илјади денари или 17,5 милиони евра. Никогаш вака не се вложувало во општините, никогаш досега вака не се вложувало во вистинските потреби на нашите граѓани. Тоа е промената која граѓаните ја бара, тоа е она што ние како одговорна влада преку партнерството со ТАФ и самите општини им го возможуваме на нашите граѓани. It was only 2 weeks ago that we awarded the first 23 contracts for implementation of infrastructure projects worth 610 million dinars or 9.9 million euros. Today, additional 36 contracts will be awarded with 1,076,000 dinars or 17.5 million euros having been allocated for their implementation. It has never been invested like this in the municipalities. It has never been invested like this in meeting the real needs of the citizens. This is the change that the citizens demanded. This is what we as a responsible government provide for the citizens through the partnership with TAF and the municipalities themselves. Во оваа втора група на инфраструктурни проекти, со по 9, најбројни се проектите поврзани со водоснабдување и за изградба на улици и локални патишта, за подобра поврзаност и нормални услови за живот. Во село Речани, во Велес, ќе се градат секундарни водоводни линии, ќе се реконструира мрежата во Виница, ќе се гради нова мрежа во кавадаречка населба Бушани, нова мрежа ќе има и кон селото Топлович во Кратовско, а во Крушево ќе се изработува проект за водоснабдување во заштитната зона. This second group of infrastructure projects is dominated by ones related to water supply and construction of streets and local roads, with 9 in each of these 2 categories to achieve better connectivity and normal living conditions. In the village of Rečani in Veles,
Secondary water supply lines will be built. The supply network in Vinica will be reconstructed. A new supply network will be built in the Kavadarci settlement of Bushani. A new supply network will also be built to the village Toplović in Kratovo, and a basic water supply design for the protection zone in Kruševo will be developed. Нов главен доводен цевковод ќе добијат селата Беранци, Долносрпци, Ивањевци, Свети Тодори, Трновци, Вашарајца и Злознани во општина Могила. Селото Тремник во Неготино ќе има нов резервоар за питка вода. Ќе се гради и доводен цевковод во индустријската зона во Пехчево и ќе се работи на водоснабдување на општина Штип. Во врска со улиците и патиштата, ќе се реконструира улицата Бранд Петрушев во Богданци, ќе се гради нова улица во село Ногаевци во Градско, нови улици во Дебар и во Дебарското село Банјишта, нова улица во Карпаш, нов локален пат во Мезовски ливади во Крива Паланка, ќе се реконструира улицата Гоце Делче во Охрид и патот Крушопек, спортски центар во општина Сарај, и ќе се изработи проект за нови улици во Струга. A new main supply pipeline will be provided to the villages of Beranci, Dolnosrpci, Ivanjevci, Sveti Todori, Trnovci, Vašareca, and Lozani in the municipality of Mogila. The village of Tremnik in Negotino will benefit from a new drinking water tank. An industrial supply line will be built in industrial zone in Pechchevo, and solutions will be worked on for the water supply of the municipality of Štip. The activities related to streets and roads will include the following. The Brand Petrushev Street in Bogdanci will be reconstructed. A new street will be built in the village of Nogaevci. In Gradsko, new streets will be constructed in Debar and in the Debar village of Banishta. A new street in Karpoš, a new local road will be constructed in the Mezovski livadi in Kriva Palanka. The Gocedelče Street in Ohrite and the Krušopek Sports Center Sarai Road will be reconstructed, and a basic design will be developed for new streets in Struga. Бројни се и проектите за комунална инфраструктура, фекална или атмосферска канализација, или дури 8. Атмосферска или фекална канализација ќе се гради во Беровското село Мачево, како и во Јурумлери во Газибава, каде ќе се изгради и пречистителна станица. Нова канализациона мрежа ќе има и во село Црничани во Дојран и во дел од општина Кисела вода. Нова канализациона мрежа ќе добие индустријската зона во Македонска Каменица. Со овие проекти финансираме проект за фекален колектор во селата Сопот, Табановци и Четирце во Кумановско, атмосферска канализација во Пробуштип и комунална инфраструктура во Центар. Имаме и два проекти за уредување на речни корита и просторот покрај реките. Првиот е уредување на кејот на реката Пена во Тетово со урбана опрема, осветлување и шеталиште и речно корито, додека во општина Липково ќе се спроведе проектот за уредување на коритото на реката Отлија. There are also numerous projects, as much as 8, that are related to communal infrastructure, fecal or atmospheric sewerage. Atmospheric or fecal sewerage will be built in the Berovo village in Mačevo, as well as in Jurumleri in Gazibaba, where a treatment plant will also be built. A new sewerage network will also be built in the village of Crničani i Dojran and in part of the municipality of Kisela Voda, while the industrial zone in Makedonska Kamenica will receive a new sewerage network. Under this project, we are financing the development of a basic design for a sewage collector for the villages of Sopot, Tabanovci, and Četrice in Kumanovo, as well as an atmospheric sewerage in Probištip and communal infrastructure in Center. We also have 2 projects for development of riverbeds and areas along the rivers. The first is the urban development of the quay of the river Pena in Tetovo in terms of urban equipment, lighting, and boardwalk, as well as a riverbed. In the municipality of Lipkovo, a basic design will be created for the development of the riverbed of Otlja River. Скопјани ќе добијат уште еден нов мост преку Вардар, овој пат во Карпош, покрај оној кој е во изградба во аеродром. Главниот град започнува да дише и создаваме алтернативи за движење на нашите граѓани. Ќе се реконструира општата болница во Гостивар. Изминатиот период навистина на сите ни покажа колку е значајно да имаме квалитетни болници. Ова е само дел од она што го правиме за здравството. Жителите на Димир Капија ќе добијат реконструиран дом на култура, а на Желино
ќе добијат младински центар. Во селото Црнилиште во Долнене ќе се прошири основното училиште Исмаил Џемали, со што покажуваме дополнителна грижа за младите, покрај програмите на Министерството за образование. Граѓаните на Кичево ќе добијат реконструиран и модерен центар на градот и капела на православните гробишта. Во Чашка, во селото Јаболчиште, младите ќе добијат нов простор за рекреација со изградба на нова спортска сала. The citizens of Skopje will get another new bridge over the river Vardar, this time in Karpush, in addition to the one that is under construction in Aerodrome. The capital is starting to breathe. We are creating alternatives for the movement of citizens. The General Hospital in Gostivar will be reconstructed, as the past period made us all aware of how important it is to have high-quality hospitals. This is only a part of what we do for health. The residents of Demirkapia will receive a reconstructed culture center, and those living in Jelino will get a youth center. The elementary school Ismail Kemali in the village of Crnilište in Dolnini will be expanded, demonstrating our additional care for the young people on top of the programs under the Ministry of Education. The citizens of Kičevo will receive a reconstructed and contemporary city center and a chapel at the Christian cemetery. The young people of Čaška in the village of Jabolčiste will receive a new recreational area and a new sports hall will be built. Драги градоначалници, ова се реални проекти за реални потреби на нашите граѓани, за наш поквалитетен живот, за подобра денешница и иднина на нашите деца. Секој еден граѓанин заслужува да има исти или подеднакви услови за живот со сите други. Владата е тука тоа да го овозможи и ние тоа го правиме. Во наредниот период ќе ги доделиме и преостанатите 35 договори, со што ќе го комплетираме овој огромен проект заедно со ТАВ и општините. Или вкупно во овој период, во 2 месеци, ќе се доделат 94 проекти за нашите општини. Dear mayors, these are real projects aimed at the real needs of the citizens for a higher quality life for all of us, for a better today and tomorrow of our children. Each and every citizen deserves to have the same or equal living conditions as everyone else. The government is here to make this happen, and this is what we are doing. Of the coming period, we will award the remaining 35 contracts as well, thus completing this huge project together with TAF and the municipalities. Or, in other words, 90 contracts have been awarded so far. Благодарам на ТАВ аеродроми за целиот ангажман, на вистина ја цениме вашата помош и поддршка. Благодарност до сите градоначалнички и градоначалници и на вашите тимови, што вложија дополнителни напори за да се комплетира потребната документација, да овие проекти на вистина денеска бидат реалност. Сите ние работиме за граѓаните и сите ние сме граѓани. За подобро утро на сите, за живот во Северна Македонија. Нека е со среќа и со успех секој еден проект. I am thankful to TAV Airports for their entire engagement. We do appreciate your assistance and support. I also thank all the mayors and their teams for investing extra efforts to complete the documentation required for these projects to become reality. We all work for the citizens, and we are all citizens. Here is to a better tomorrow for all, for a life in North Macedonia. May all of the projects be successful. Благодарам.